Почитувани гледачи, добро утро. Денеска се наоѓаме во Средното училиште Орце Николов, затоа што тука има еден многу убав повод кој што сакаме да го соопштиме и заедно да го споделиме со вас. Младинскиот оркестар токму од оваа гимназија, од ова средно училиште, освои прва награда во Њујорк. На светско ниво, честитки до Марко и до професорката Сузана најпрво. Ви благодарам што одвоивте време денеска да ги отворите вратите на училиштето, иако е летен распуст, но мислам дека ова е еден многу добар повод, затоа што Македонија заслужува да дознае за вашите успеси. Марко Баловски, кој што ќе биде 4-та година, воедно и диригент на оркестарот и свири на мандолина, и професорката Сузана Тнукова-Кузмановска, професорка по музичко. Добро утро за двајцата. Добро утро. Добро утро. Јас ќе го држам микрофонот за да ви биде полесно. Професорке и Марко, честитки пред се. Ви благодариме. Благодариме за честитките, благодариме за тоа што секогаш сте наши поддржувачи, секогаш можеме да сметаме на вас, ги следите нашите активности, а ова е навистина еден многу значаен повод за нас. Оно што го кажа на самиот почеток во најавата е голема причина да зборуваме за оно што го работат нашите ученици. Значи, гимназијата брои над 1200 ученици со најразлични афинитети. Меѓутоа, овие млади ученици, талентирани за музика, со голема љубов, со голема желба и, верувајте, со многу големи жртви, во однос на своето време, своето слободно време, своето дружење со некои други луѓе, својата посветеност, навистина го заслужија ова признание. Негдека во месец февруар се добитници на прва награда на интернационален фестивал во Њујорк и токму заради таа прва награда имаме можност да бидеме во Њујорк во месец септември и да бидеме дел од еден заеднички концерт на сите првонаградени од различни категории. Значи, во категоријата младински оркестри, нашиот оркестар е добитник на првата награда. Меѓутоа, тоа не е се. Во месец мај веќе уште еднаш се потврди нивниот квалитет на државниот надпревар на Македонија, на училишни оркестри и таму сме добитници на првата награда. Мислам дека заради нивната посветеност, заради нивниот вложен труд, заслужуваат да добијат поддршка и од институциите, и од компаниите и фирмите кои што секогаш излегувале во пресред да бидат поддршка на вакви млади талентирани луѓе. Големо е задоволството да се биде професор, да се биде ментор на едно вака талентирано друштво. Особено кога станува збор за млади деца од 15 до 18-19 години, кои што не само што ја сакаат музиката, туку што ја љубат својата земја, го негуваат својот фолклор и традиција. Тоа е, можеби, и оно што е најголема придобивка. Нивната работа, оно што ни го презентираат, а за тоа ќе му дадам збор повеќе на Марко да зборува, е се со цел да ја приближат македонската традиција, најмногу македонската народна музика, македонскиот фолклор до младите генерации. Така. Убаво кажавте, Марко еден од оние кои што се заслужни за сето ова. Кажавте се... Извинете. Може од тука? Убаво кажавте, Марко, еден од заслужните за сето ова што сте го постигнале. Кажав во најавата, сега ќе бидете 4-та година. Се изедовте за задача покрај тоа што свирите на мандолина да бидете и диригент. Така. Од каде љубовта и кон тоа? Колку члена број оркестарот и кои се инструменти ги имате? Така е. Пред се оркестарот е оформен, како што спомне професорката, 2024 година, генерално на моја иницијативи и на уште мои двајца пријатели се собравме, рековме ајде да формираме оркестар, сакаме да свириме народна музика, да се случа народниот мелоз во нашето училиште и се така настана, како да кажам, одеднаш и спонтано.
при тоа не знаејќи дека ќе стигнеме до Њу Јорк, точно така, до меѓународната сцена. Оркестарот брои 23 члена, генерално застапени се виолините како инструменти, мандолината, гитарите, електричното пиано, тапаните, кавалот секако кој што е и така како карактеристичен, дајрето и нели секако јас како шеф диригент, односно диригент на целиот оркестар, точно така. Околу диригирањето се искрено да ви кажам, немам конкретен одговор на ова прашање, се настана некако внатре од срце. Тоа е нешто што се осеќа, нешто што е неописливо со зборови, туку едноставно публиката тоа што го гледа со рацете, директно доаѓа од моето срце и мојата душа. Така што, да, тоа е многу кажано. Многу убаво кажано. Како беше да се застане на една друга сцена, меѓународна голема сцена, каде што ве гледаат од цел свет? Какво беше чувството? Па, искрено чувството беше, како да кажам, се чувствував многу радосен, возбуден, не знаејќи што ќе се случи понатаму, дали ќе добиеме награда и така натаму. Се настана спонтано, аплициравме на последниот ден од конкурсот. При тоа, чисто да си ја пробаме среќата, но кога стигна резултатите, тоа беше нешто воодушевувачки, како да кажам, позитивен шок, позитивно изненадување за сите нас. Така, што следи сега? Кажавме, односно професорката кажа дека се очекуваат тука институциите да го дадат својот придонес, фирмите кои што сакаат да донираат, затоа што е можно повторно да се патува некаде. Така, апсолутно. Ние како оркестар се обративме до сите институции кои што би можеле да помогнат, секако државните институции и општествено одговорните компании во нашата земја, така што ете упатуваме еден апел до сите институции државни, општествено одговорни компании, медиуми и така натаму за поддршка секако на овој нова прекрасна вест, иницијатива, точно така, затоа што сепак станува збор за македонската култура, за македонската музика, македонскиот фолклор кој што ни е оставен од предците и тоа секако мора да се негува, да не изумре, а уште повеќе да се слушни на меѓународната сцена. Така. Јас се гордеам со вакви млади луѓе во Македонија. Професорке, знам дека и вие уживате да бидете нивна менторка, затоа што е задоволство кога млади луѓе се навраќаат на корените, на традицијата, на љубовта кон Македонија и истата ја негуваат. Јас ви посакувам многу успех, многу среќа. Како медиум, како екипа, како емисија сме тука секогаш за вас. Ако ви треба нешто, секако испраќаме апел и до надлежните институции, поголемите компании да донираат средства за да можете да ги остварите вашите соништа, а верувам дека ќе се остварат бидејќи се од срце и се доста големи. Ви благодарам уште еднаш за ова интервју утрово. Ви благодариме и вас за интересот, за вашата поддршка и искрено си посакувам на нас сите следното наше видување да биде да ги споделиме впечатоците од Њу Јорк. Или може да одиме заедно со цела наша екипа од таму во живо јавување. Ви благодарам уште еднаш. Благодариме.